Благодарам, председателе, почитувани присутни, почитувани граѓани. Како што рекол нашиот мудар народ, секој е лошо, за добро е, па и оваа седница на која што се зборува во однос на интерпелацијата што ја поднесоа од опозицијата, на која што патем за информација на јавноста се подпишале 24, па ево едно прашање за колешката Сладжана. Која математичка прогресија е да една пратеничка група од 51 се намали на 49, потоа на 41, па сега се подпишале 24. Дали тие останатите до 51 не размислуваат како нив, па не се подпишале на оваа интерпелација? Сакам да кажам, тоа лошо заарно е, всушност е нешто со што ние овдека во вашите дискусии, во вашите реплики, всушност на народот, на граѓаните, само по не знам кој пат му покажуваме колку спротивставени размислувања имаме во овој законодавен дом. Со каква структура и со какви политики се соочуваме. Всушност, од една страна се политичари од 19. век, кој што, ајде да не ги навредам, некои се чувствуваат дека се од пред нашата ера, од време на Александар Македонски, користат национална риторика, дисквалификација, мешаат семејства. Од друга страна имаме политичари од 21. век, кои што знаат дека со аргументи, со искази треба да го демантираат она за што сметат дека е погрешно. Значи, многу убаво му правиме на граѓаните да ние всушност не сватат кој каде се наоѓаме, кои позиции ги имаме. Почитувана колешки, почитуваниот министер за надворешни работи Никола Димитров е современ, храбар и многу елоквентен политичар, кој својата земја ја гледа како равноправна членка на НАТО и ЕУ. Многу свесно и совесно ја извршува својата функција министер за надворешни работи, а потврда за тоа се неговата безпрекорна дипломатска работа, сите потези кои ги не доведоа до добрососедски односи со сите наши соседи, одлични релации со државите на ЕУ и НАТО. Како министер за надворешни работи, работи одлично, комуницира со највисоките представници на светската политика, со што нашата држава во светот е представена во најсветло издание. Само да се подсетиме на бројните негови средби, меѓутоа и бројните поседи на високи светски политичари во Македонија. Почитуван министре Димитров, ја имате целосно, без резерва, мојата поддршка и поддршката на Охриѓани. Само напред, храбро, смело и со добри потези, сите заедно, вие, ние, мојот Охрид, целата Македонија да ја направиме подобро место за живење. Ви благодарам.